Добар ден, и од мене започува на новото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денеска ќе дадеме одговори на најчестите дилеми на родителите поврзани со исхраната на детето во првата година од животот. Гостинка во студиото е професор доктор Стефка Грујовска, педиатриски гастроентерохепатолог и специјалист од областа на исхраната. Добре ни дојдовте. Ви благодарам на поканата и ќе одговориме на некои од прашањата на родителите. Ми се чини дека кога станува збор за исхраната, родителите најмногу прашања имаат во првите 12 месеци од животот на бебето. Не дека нема и понатаму, но тука се воведува, се преминува од млечна кон немлечна исхрана и слично. Да започнеме со доењето. Зошто е тоа важно? Зошто мајчиното млеко е најдобар избор за новороденчето? Прво, воопшто исхраната во првата година од животот е значајна, заради тоа што е најголем растот и развојот во текот на првата година. Никогаш повеќе во животот човек не ја дуплира својата телесна тежина 3 пати. Ако предпоставиме дека е родено со 3 килограми, на крајот од првата година едно дете тежи околу 9, значи ја триплирало тежината. Потоа, ако е родено со 50 сантиметри, ќе добие уште 25. Што е прилично многу. Значи, 25 не се добива ни во пубертетските години, кога е најбрз растот и развој. Значи, еден брз раст и развој, кој што бара и големи калориски потреби има во овој период, од една страна. Од друга страна, гастроинтестиналниот тракт или дигестивниот систем на едно новородено е различен од дигестивниот систем на возрастните, има своји специфики, кои наметнуваат да се храни само исклучиво со хумано млеко. И она што е препорака, значи, во првите 4 до 6 месеци исклучиво да биде доено. Или така наречено ексклузивно доење, кој што е популарен термин денеска. Значи, сите негови хидрични и нутритивни потреби да се задоволат преку исхрана со хумано млеко. Порано се веруваше дека бебињата може да пијат чај и вода во првите 6 месеци. Дали е тоа точно? Дали сега се препорачува? Не, испитувањата покажале дека хидричните потреби на деца во 24 часа се 100 мл по килограм телесна тежина. И тие ги задоволува за едно здраво новородено, зборуваме, едно оптимално доење. Значи, нема потреба од додавање на никаков чај, нити било какви други напитоци во нормални, оптимални услови, ако се работи за здраво доенче. Исто така, осем хидричните потреби, мајчиното млеко ги задоволува и калориските потреби. Апроксимативно околу, нешто се поголеми за новородено, но или за предвреме родено дете, се околу 100 килокалории на килограм телесна тежина за 24 часа и пак тука природата до совршенство го средила тоа да ги добие во 100 мл мајчино млеко. Најголем извор на енергија, при тоа на калории, добива преку мастите, што е значајно за развој на централниот нервен систем, потоа преку јаглените хидрати и на крајот протеините. Зошто е битно? Прво, доењето е процес кој што е двостран, треба да го воспостават и мајката и детето, и не е едноставно. Да, макотрпен знае да биде на почеток. Макотрпен процес и многу често, нажалост, мајките се откажуваат велејќи нема млеко, што не е точно. Доаѓањето на млеко е некако по механизам на повратна спрега, хормонски е патот. Колку детето повеќе се става на града, толку повеќе млеко мајката добива. И тоа е процес кој што може да трае во целиот прв месец. И мајката не би требало да се откаже. Можно известно дохранување во првите десетина дена, но и тука природата до совршенство го изрегулирала овој релативен недостаток на млеко со тоа што му обезбедила на новороденото преку колострумот. Тоа е првото млеко, тоа е млекото кој што го има мајката во првите 15 дена, кој што е необично богат со протеини, односно богатството на протеини се уствари антителата од мајчиното млеко кои ќе го заштитат новороденото, кој е најосетливо бидејќи неговиот имун систем е практично незрел, неразвиен. Тоа е физиологија. Мајката ќе му даде Т, Б лимфоцити, значи за различни заштитни
антитела. И многу е битно мајката да го дои во овој период. И може да се рече човештвото и овие милиарди на земјава на известен начин, меѓу другото, се должат и на тој секреторен имуноглобулина А и други заштитни механизми кои што му ги пружа мајката и му ги пружала низ векови, и на тој начин обстанало едно новородено, иако има незрел имунолошки систем. Потоа доаѓа преодно млеко и зрело млеко кога ќе се воспостави лактацијата и кога мајката ќе му обезбеди оптимален раст и развој. Како ние ќе процениме во обични услови? Ако бебето има влажни пелени, ако има розева боја на кожата, ако има периоди кога спие 2 до 3 часа, тоа е веројатно за сито. Ако го мериме во телесна тежина, некаде 10-тиот ден детето новороденчето ќе врати својата телесна тежина што е имало на раѓање и потоа ќе почне да напредува. И еден минимум кој што треба да го има да го добива во првите 3 месеци е 600 грама. И тоа сосема задоволува, значи детето добро напредува исклучиво на доење, на слободно доење. Кога се само 600 грама, најчесто мајките кои што дојат се насекирани дека тоа не е доволно. Не би требало. Така, значи тоа е сосема добра. Тоа е сосема доволно. Килажа, така. Во првите 3 месеци некои доенчиња напредуваат и кило и нешто, повеќе од кило. Тоа се различни варијации, но тоа е све физиологија. Потоа во вториот триместар, значи од 3-тиот до 6-тиот месец, почнуваат да напредуваат помалу и тоа е нормално, некаде 400 грама, да речеме, оптимално, така да вкупно на крајот од првата година ќе триплираат својата телесна тежина со известни варијации во плюс или во минус. Сега има состојби кога не може детето да биде доено или парцијално ќе го дои мајката, односно делумно ќе дои, делумно ќе дохранува, или... Дали вештачкото млеко, во тој случај што ќе се примени, е замена соодветна за мајчиното млеко? Некои сметаат дека вештачкото млеко, адаптираните формули се чиста хемија. Дали е тоа точно? Па не е точно, зашто сепак се тие најадекватна замена. Сите адаптирани формули што се викаат вештачки млека, што е несоодветен термин, базираат воглавном на кравјо млеко, иако денеска има и адаптирани формули на козјо млеко и така натака, но една друга тема би била тоа кога козјо млеко. Тие значи базираат на кравјо млеко, каде што протеинските партикли од кравјото млеко се деградирани така да се полесно ги дигерира, ги вари организмот на доенчето или новороденото. Потоа намалени се вредностите на минерали во овие млека, кои што би го оптеретиле, тоа така наречено медицински осмотско оптеретување би направиле на бубрегот, на дигестивниот систем, што е непожелно, бидејќи не се еднакви дигестивниот систем на телето и на доенчето, значи додадена е количина на вода, додадени се шекери и така натака, значи се адаптира и затоа се викаат адаптирани формули да биде поблизу до особините на хуманото млеко. Иако со никаква технолошка процедура не може во потполност да се имитира хуманото млеко и затоа се препорачува на прво место да се дои детето заради имунолошките особини. Заради тоа што е докажано со сигурност дека доените деца поретко заболуваат од гастроинтестинални инфекции во првата година од животот, поретко заболуваат од отити, поретко имаат алергии покасно во животот, имаат подобри предуслови да развијат подобри когнитивни функции во зависност од нивната предуслов, од оној потенцијал што го наследиле. Исто така и се прават денеска испитувања и во однос на артериосклероза и во однос на кардиоваскуларни болести и тоа се му дава некоја предност на хуманото млеко. Затоа мајките треба да бидат упорни во процесот на доење. Но адаптираните формули се вториот избор за исхрана, никако кравјото млеко. Сега некои смета дека тоа баш и не е толку страшно да се даде кравјо млеко, доколку го разредат 2/3, значи 2/3 кравјо млеко, 1/3 вода. И многу рано го воведуваат кравјото млеко во исхраната на бебињата, некогаш и на 2 и на 3 месеца. Не е страшно, мислам, ништо не е страшно, но не се препорачува, не evidence based. Прво, децата што се хранат со кравјо млеко
односно го разредуваат кравиото млеко точно, до тоа е дојдено искуствено, дека треба се разреди за да се намали минералниот состав, а додаваат малце шекер за да го приближат до хуманото млеко, односно да му ја зголемат калориската вредност, ама сепак тоа не е правата замена, затоа што тие деца страдаат од анемија, нема доволно железо во кравиото млеко. Рано манифестирана анемија прави други проблеми, детето е поосетливо кон инфекции, можни се евентуално известни одлагања на когнитивните функции, што е непожелно и така натака. Значи, не е адекватна исхрана и погрешно е сваќањето дека треба кравио млеко, а дека се овие вештачки млека. Тоа не се вештачки млека, тоа се така наречени адаптирани формули, прилагодени на возраста. И знаете, има до 3 месеци, на 3 месеци има за прематурни, точно спрема особините. И технолошки воопшто не е тешко да се направат тие совршени равнотежи кај што се додаваат минерали како во хуманото млеко, но имуните својства на хуманото млеко не се уште обезбедени на друг начин. Тука би можеле да ги вклучиме гледачите, овој дел од емисијата ќе биде контактен 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма, можете да се вклучите во програма со прашање поврзано конкретно со денешната тема исхрана кај децата во првата година од животот. Кога би требало да се воведе кравиото млеко? Која е препораката? Има различни препораки, но не пред крајот на првата година од животот, значи на почетокот на втората година од животот, зашто се е поголем бројот на алергиски заболувања. Меѓу другото, најчесто манифестирана е алергија на протеини на кравио млеко во првата година од животот, значи дигестивните или алергиите кон храна се најчести. И заради ризикот од алергии кон храна, заради ризикот од појава на анемии, треба да се одложи до крајот на првата година, барем до крајот на првата година, детето да биде хрането со адаптирана формула, а покасно да се внесе евентуално мислам комерцијално некое млеко. Имаме гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден, повелете. Поздрав до вас. Благодарам. Ме интересира во случај бебето да не го прифати адаптираното млеко, значи од сите сме пробале, после една година, една и пол година од доење, што е замената за кравио млеко? Дали некои растителни млека од ориз или не знам, би било како замена за шише, нели, бидејќи така најчесто сакаат да заспиваат децата. И уште едно прашање во врска со исхраната до една година, дали да се вклучат тие супер храните како што се киноа, амарант и така натаму. До една година. Бидејќи ние фамилиарно и ги конзумираме и додека сум била бремена сум ги конзумирала. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Ако веќе е година и пол детето, значи во колку досега не сте успеале, а не е добро, не е лошо да се храни детето и до 2 години со адаптирана формула и при тоа промена од едно во друго адаптирано млеко не е препорачливо. Треба да се остане на една адаптирана формула и да се обиде 2-3 пати. Зашто сите адаптирани формули практично го имаат истиот составот кој што го препорачува Комитетот на Кодекс Алиментариус, Европска асоциација за педиатриска гастроентерологија и исхрана и така натака, значи ги имаат одредени стандарди од кои не смеат да отстапат. Према тоа не гледам јас големи разлики во млеката. Значи требале да пробаат соедно, да бидат поупорни и детето веќе ја поминало возраста кога се навикнува на различни вкусови, така да може да пробаат и со кравио млеко. А не е добро детето и да се учи да заспива со шише во уста, зашто во млекото, во било кој има известна количина на лактоза, што ќе предизвика кариес на запчињата кои што никнува. Значи пред спиење да се тргне цуцлата и да спие без цуцла, без шише во уста. А што се однесува до овие препарати, тоа се модни трендови, да ви кажам. Некои од нив мене не ми се познати точно, но мислам дека ако немате проблем од алергии, давајте ги, ако веќе сите ги консумирате во фамилијата. Да ги вклучиме и следните гледачи кои што чекаате на линија. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво. Мене ме интересира дали истото што важи за млекото, важи и за јогуртот, за несолената урда, за останатите млечни производи, што гледам, например, по женски форуми, дека мајките ги употребуваат на 8, на 9 месеци во палента, во слични такви житарки. Так. Ме интересира дали исто се штетни
Дали може и тоа анемија да пред првиот роден ден предизвика... доколку се воведат. Така. Да. Ви благодарам што се јавивте. Па тие млечни продукти се практично исти по состав од она што го има и кравиото млеко, но во колку ги додавате во мали количини, а при тоа го храните детето со адаптирана формула некаде околу 10-11 месец, не е проблем ако воведете во еден оброк мала количина од тие протеини, но не да биде главен извор на млеко, кравиото млеко. Тоа беше поентата. Така. Имаме уште двајца гледачи на линија, да ги вклучиме со нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Добар ден, вие сте вклучени во 0N+, повелете кое е вашето прашање. Вака пред се би сакала да поздравам докторката. Имам две прашања. Едното е, нели, кравиото млеко не се воведува пред 1 година заради недостатокот на железо, меѓутоа што е со јогурт и со кисело млеко. Така, што туку сега зборувавме за тоа? Така, добро. А второто прашање е за поведувањето на сол, односно дали како зачин може да се користи сол и зошто не, пошто има нели повеќе мислење дека не треба да се користи. Така, Да. Ви благодарам што се вклучивте. Првото прашање, мислам, делумно го одговоривме. Практично јогуртот и киселото млеко се исто протеини на кравио млеко, истиот составот, затоа одложите го до крајот на првата година од животот и нивното внесување. Што се однесува до сол, не треба да се внесува сол, затоа што солта е натриум хлорид, тоа предизвикува жетка и детето има потреба од поголема количина на вода. Функцијата на бубрегот зрее со растење, односно не е способна да концентрира, па ќе му треба голема количина на вода и тоа е медицинската причина зарад која не треба да се додава сол, нити пак шекер да се додава пред првата заради навика да внесува голема количина на јаглени хидрати кои што пак имаат други нуз ефекти. Да го слушнеме прашањето и на гледачот кој што во моментот чека на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас имам внук, сега има 2 години. Така. До сега бргу беше доен. Пречи тоа дека толку време беше? Така. Доен? Прашањето ваше дали е во ред што толку време бил доен? Доен, ама Така? нормално од година и доење и храна. Да, во ред е. Така. Сосема во ред. Светска здравствена организација препорачува 24 месеци, ако не се И лажам. тоа има региони во светот каде што се поддржува доење и подолго време, но за Македонија оптимално би било 2 години. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Се исклучил гледачот на линија. Би преминала на почетокот на дохраната. Има различни препораки. Според Светската здравствена организација се препорачува ексклузивно доење до 6-тиот месец и потоа околу 6-тиот месец да се премине кон постепено воведување на немлечна исхрана, но во Европа препораките се поинакви да се започне помеѓу 4-ти и 6-ти месец. И сега тука родителите имаат дилема. Која препорака да ја следат, што е правилно? Мислам дека и едната и другата препорака се добри и правилни и дека може да се започне со дохрана некаде од 4-тиот месец, нема да има никаков проблем кај детето. Оној момент кога детето ќе се навикне дека може да прима и друга храна и дека рефлексот да ја бутка храната со јазикот полека ќе згасне. Иначе, ако му ставите на едно помало доенче храна во устата, тоа со својот јазик ќе избутка кон надвор. Значи, ако е здрав тој рефлекс, вие можете и од 4-тиот месец да пробате да дохранувате, при тоа до 4-тиот месец, ако е доено, никакво додавање на витамини за едно дете здраво, 8D витамин, тоа знаете во првите 3 месеци заедно со К витамин, заради инсуфициентноста на дигестивниот тракт да го синтетизира К витаминот, други витамини не, осем ако не се работи за некоја патолошка кондиција или ако не се работи за мајка, вегетаријанка или веганка, кога можеби има потреба од B12 да се додава. Потоа, кога ќе почне да се дохранува детето, исто така паралелно доење и дохранување е најоптимално и различни се препораките. Што да се внесува прво, дали да се внесуваат овошје или зеленчук. Или зеленчук. Има ли прави ли разлика? Не прави разлика. Се инсистира некако на зеленчук, затоа што децата потешко го прифаќаат и полесно после прво ќе се навикнат на ново нешто, тоа е зеленчукот, па после овошјето ќе го прифатат на сладкиот вкус на овошјето, на сладкиот вкус на овошјето, но јас мислам дека не постои голема разлика.
При тоа се додаваат житарки и се поставува прашање дали глутен или не. Так, ајде за глутенот да проговориме откако ќе ги вклучиме гледачите, бидејќи тоа е тема која што мислам дека бара малку поопширно објаснување. Добар ден, повелете. Добар ден, поздрав до гостинката. Едно прашање имам за доено бебе, значи по тргањето на работа, значи сум главните оброци. Што да се нуди измеѓу? И дали адаптирано млеко, дали друго млеко, дали нешто друго, значи зборувам за појадок и ручек, нормално дека ќе се понуда. Така, не се слуша добро, значи вашето прашање беше по поаѓањето на работа, вие сте го доеле вашето дете, а колку месеци е вашето дете? 9 месеци, значи кога ќе наврши. Така, дали да давате адаптирано млеко додека сте на работа? Тоа е прашањето. Да, значи како измеѓу оброк, значи главните оброци ќе си ги прима во секој случај, меѓутоа измеѓу оброк што да се дава и дали има потреба за измеѓу оброк да се дава. Така. А дали се дои детето? Детето го дои мајката, но сега поаѓа на работа и сега што да прави во периодот додека е на работа? Некои се измолзуваат, остават, еве сега мајката прашува дали да дава адаптирана формула. Ако има два главни оброци, како што рече, јас претпоставувам дека има, тогаш можете еден оброк од адаптирана формула додека сте на работа, веќе е големо бебето, може. Так. А меѓу оброк исто беше прашањето дали да се даде? Да дадете некоја кашичка од овоште или од зарзавата евентуално. Така. Тоа детето ќе ви каже само дали сака или не, дали прифаќа или не. Имаме уште еден гледач кој што е на линија и чека да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас. Сакам да ја прашам докторката, се работи за 6-месечно бебе, кое до 5,5 месеци беше само на доено млеко. Меѓутоа, при крвна слика се појави недостаток на хемоглобин. Хемоглобинот му беше 9,6 и заради тоа не го вакцинира. Како може да го поправам ова ситуација? Така, само колку е бебето? Се извинувам. 6. Моментално е 6 месеци, а крвната слика ја правев на 5 и нешто. Така. Од 5,5 месеци почнав да го дохранувам со овошје нешто. Така. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Дали ова физиолошка анемија или веќе на 6 месеци не станува збор за тоа? Па некаде на граница е, да речеме. Рано е дека може мајката да ја коригира со исхрана, бидејќи не внесува месо, уште не внесува жолчка од јајце, а вредностите на хемоглобин во оваа возраст е 100, а ова дете има 96. И мислам дека нема проблем да се вакцинира и дека евентуално после 6-тиот месец, ако на контрола на крвната слика покаже тенденција да паѓа крвната слика, да се даде еден препарат на железо, да се субституира, да се надокнади ова. И ако не е значајна нешто анемијата, или ако стагнира и стои оваа вредност, да се почека со внесот на храна со која ќе надокнади потребата од железо детето. Ги споменавме пред малку глутенските житарки. И тука има најразлични препораки. До неодамна, што подоцна тоа подобро. После 9-тиот месец, дури после првата година, мајките им дава глутенски кашички на своите деца. Но сега има поинаква препорака. Многу порано да се внесе. Ако е целијакија автоимуна болест, ако ние не даваме една храна, не значи дека ако одложиме, односно давање на една храна, дека таа нема да се манифестира. И со испитувања, последните испитувања покажале дека би требало да се внесе глутен меѓу 4-тиот и 6-тиот месец, паралелно со доењето, кога е детето здраво. Осем во семејство каде што има болни од целијакија, тие има поинакви ставови зарад кои пациентите треба да се консултираат со својот матичен лекар или со специјалист гастроентеролог. Но во главном за здравите деца нема проблем, некаде меѓу 4-тиот и 6-тиот месец може да внесат кашички кои содржат глутен без да имаат никаков проблем. Тоа нема да биде тригер за да се манифестира болеста. Болеста ќе се манифестира ако имаат таква кондиција, некаде покасно во животот, мултифакториелна, некој друг тригер ќе биде причина за да се појави болеста. Родителите се плашат доколку нивното дете е осетливо на глутен и доколку се јави реакција е премало, да не се случат некои подрастични проблеми? Не. Во колку во фамилијата нема такви индивиди, значи, ако нема предиспозиција за такво нешто, нема да се случи ништо неочекувано.
мислам. Има уште една препорака од Американската педијатриска академија дека не се препорачува да се внесе сок во исхраната на бебето, односно на детето, до првата година. А тоа е кај нас практика да се почне до храната со сокче. Мислам, тоа апсолутно е точно, дека не треба сокови да се даваат кај децата. Треба да бидат каши од овоштие, каши од зарзават во дохраната. Кога е поголемо доенчето, да му се понуди вода, да не го навикнуваме доенчето на благи сокови, она што е страшно. Кај нас е тоа користење на комерцијални сокови, и тоа сокови што ги прават фирмите што произведуваат детска храна или дури сокови што се продаваат во самопослуга, што е апсолутно грешка во исхраната на децата. Не треба да се дават никако сокови во првата година од животот. Некои дури заспиваат со шиша сок. И тоа пак калорија, јаглени хидрати, кариес на забите, калориски внес за да имаме обезно дете, причина за анемија или други кондиции. Сето тоа. Сето тоа говори дека не треба да се даваат сокови. Ви благодарам што бевте денеска дел од Нула Плюс. Навистина интересна тема. Следниот пат се надевам дека ќе отвориме една друга област, односно повторно истата исхраната, но после првата година исхраната на детето во втората година. Може да се зборува. Да, апсолутно. Ова е неисцрпна тема. Неисцрпна. Ви благодарам што дојдовте денеска во Нула Плюс. Тука го заокружуваме ова издание посветено на исхраната на децата во првата година. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 во рамки на утринската на Телма. Пријатно.